Принцот од Велс и неговиот син Џорџ оваа недела волонтираа во добротворна организација за бездомници во Лондон во посета што потсетува на собственото воспитување на Вилијам кога тој беше запознаен со засолништето од неговата мајка Диана, покојната принцеза од Велс. Вилијам и 12-годишниот Џорџ ја посетија Пасаж, британска организација за бездомници во центарот на Лондон за да помогнат во подготовката на традиционалниот божикен ручек. Во видео објавено на официјалниот X профил на принцот и принцезата од Велс, Џорџ може да се види како носи пристилка, поставува божикни украси и помага во подготовката на храна за свеченоста. Британскиот комичар и актер Расел Брент се соочува со две нови тешки обвиненија, меѓу кои и обвинение за силување, соопшти лондонската метрополитен полиција. Како што пренесува BBC, државното обвинителство одобрило подигнување дополнителна обвинителна постапка за силување и за сексуален напад, поврзани со две нови тужителки. Новите обвиненија се надоврзуваат на веќе отворениот судски процес во кој Брент претходно се изјасни дека не е виновен по 5 точки од обвинението поднесени од 4 жени. Тие обвиненија вклучуваат 2 силувања, 2 сексуални напади и 1 непристоен напад. Поради проширувањето на случајот, Брент треба да се појави пред судот во Вестминстер на 20 јануари следната година. Брент во мај годинава беше пуштен да се брани од слобода, откако беше обвинет за вкупно 5 кривични дела против половата слобода. Судот тогаш му дозволи да остане на слобода до следното рочиште, закажано за 30 мај во лондонскиот висок кривичен суд, познат како Олд Бејли. За време на краткото судско појавување, Брент не се изјасни за вината, туку само ги потврди своите лични податоци. Обвиненијата против него опфаќаат 1 силување, 1 дело на присилен орален секс, 1 непристоен напад и 2 случаи на сексуален напад. Според обвинението, настаните на кои се однесуваат обвиненијата се случиле во периодот меѓу 1999 и 2005 година. Миле Кузмановски е роден на 24 декември 1971 година во Скопје. Има настапувано на речиси сите фестивали во Македонија, а има направено концерти низ целиот свет. Познат е по баладите "Не кани ме" и "Крал без круна". Има одржано многу солистички концерти. Во 2010 година во Универзална зала Скопје одржа концерт заедно со група академци. Исто така и во 2012 година со Арија Бенд специјални гости му беа Виолета Томовска, Новица Василевски и Маријан Куцев, и следниот концерт е во 2014 година. Неговата кариера ја одбележа песната "Не кани ме", чиј автор на песната е Орце Лазаров од група академци, а текстот го напишал Огнен Неделковски. Во малата сала на Завод и музеј Битола се одржа настан со кој беше одбележено свеченото отворање на спомен собата на Кирил Македонски, на кој присуствуваат членови на неговото семејство, предводени од неговата ќерка Пламенка, градоначалникот на Битола Тони Коњановски, представници на Министерството за култура и туризам и голем број на почитувачи на делото на Кирил Македонски и љубители на музиката. Настанот започна со изведби на дела на Кирил Македонски, кои ги изведува хорот при Државно музичко училиште Битола, солисти Ангел Кулески и Илијана Серафимова, а ги спеа "Ме подари птицата" песна и химна за Свети Климет по диригентство на Лилјана Трајковска-Димевски.